Добро утро. Добро утро и од мене. Дали знаеш Спасија што беше овака? Не, ајде да им кажеме на гледачите. Ние нема на самиот почеток премногу да откриваме, но знаеме дека денес апсолутно ќе дознаваме многу работи врзани за природните науки, а на самиот почеток започнавме со претварање на енергија. А нашата позитивна енергија не само што ќе ја претвориме во поголема и поубава позитивна енергија, туку ќе се обидеме и да ја пренесеме на вас. А во тоа ќе ни помогнат нашите денешни гости, кои што ни доаѓаат дури од две училишта. Најнапред најсилен аплауз за основното училиште Дане Крапчев од населба Сингер, Скопје. Друштво ќе им прават и учениците од основното училиште Гоце Делчев, Скопје. Да, најдобрите екологисти. А Гоце Делчев се онаму централно, можете да мафнете да ги поздравите гледачите. Еве ги. Така е. И останува само да ве посетам, а за тебе имам вистинско изненадување, дека во ова денешно издание на Голем одмор ќе имаме присуство на вистински судија, што значи Спасија внимателно. Ке победам. Не, веднаш ти ке победиш, ке каже судијата. Ти најважно од се да ги информираш гледачите, да им кажеш што треба тие да направат. Да, драги мои, овој понеделник и оваа нова работна недела имаме телефонски број, името ќе го потурнам вака и ќе се испише телефонскиот број 5119-859, се надевам дека е тој. Имаме и Facebook страна кирилица Голем одмор и знаете дека нашата емисија нема реприза, затоа го имаме сајтот mrto.com.mk, таму можете да ги гледате, следите емисиите колку што пати ќе посакате. И тоа било се за генерална најава, а што се однесува до Голем одмор, со задоволство најавувам, почнуваме. Аплауз ќе добиеме, некако слаби сте ми са аплауз. И како што секогаш бива, самиот почеток се врзува за оние кои што се главни представници на екипите. Јас само вака ќе кажам, која е најдобра екипа? Лели! Така, а најдобар капитен ќе биде нашата Марија. Немој да се занесувате многу. Значи, најдобар капитен е Сара. Аплауз за Сара, црвени. Треба да прашам кои се најдобри, црвени се подразбира. Сега, ние продолжуваме да се занесуваме, така е Марија, најдобри сме и чест и задоволство ќе ни биде да ве запознаеме со основното училиште Дане Крапчев. Повеќе. Сите ние сме горди на нашето училиште, кој го носи името на првоборецот и првиот политички комесар на Скопскиот партизански одред Дане Крапчев. Нашето училиште се наоѓа во населбата Ченто, општина Гази Баба во Скопје. Изградено е во 1978 година. Училишната зграда е лоцирана на улица Маџари и представува современ градежен објект кој потполно одговара за својата намена. Неговата функција ја надополнуваат спортските терени и широките зелени површини. Наставата во училиштето се изведува на македонски јазик со окупно 903 ученика, распоредени во 36 паралелки. Наставата се изведува во 2 смени во соодветно модерно опремени кабинети. Организиран е и продолжен престој за учениците од одделенската настава. Како на сите ученици, така и наша основна цел е да учиме и да постигнеме резултати. Како во редовната настава, така и во вонставните активности организирани во рамките на училиштето. Иницијатива на учениците, наставниците и родителите, согласно Законот за основно образование и за цел потикнување и развој на спортот и спортските активности, оваа година во нашето училиште се формираше училишен спортски клуб. Во неговите рамки функционираат повеќе секции од екипни и индивидуални спортови, како фудбал, ракомет, кошарка, одбојка, пинг-понг, шах и друго. Нашето училиште е прекрасно уреден и пријатен простор за учење. Затоа секако најмногу придонесуваат учениците талентирани за ликовна уметност, кои се грижат за естетското уредување. Нивните ликовни творби го красат нашето училиште, но исто така и се испраќаат и на разни национални и меѓународни конкурси за ликовно творештво. Посебно сме горди на нашиот училишен хор и оркестар, кои секоја година се закитуваат со бројни награди од општински и регионални и републички надпревари. Во нашето училиште успешно работат подмладоци на Црвениот крст. Сите не учиме за хуманоста преку дела, зашто сведочат многуте хуманитарни акции, кои се организирани во нашето училиште. Ние знаеме дека она што за нас е малку, за некого значи многу. Браво, а ние продолжуваме
со успесите и доказ за тоа се проектите, нели ви учениците учествувате на најразлични проекти, но оставам Сара ти да не водиш низ приказната. Повели. Со цел за поквалитетна настава и стекнување на трајни знаења на учениците, денес во нашето училиште се реализираат неколку проекти. Проект за меѓуетничка интеграција во образованието, екопроект, активна настава, интерактивно учење, инклузија на деца со посебни потреби, проект за унапредување на оценувањето, намалување на насилството во училиштето. Во рамките на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, во текот на изминатата учебна година беа реализирани повеќе самостојни, но и заеднички активности со партнер училиштето на албански наставен јазик од нашата населба 25 мај. Учениците од двете училишта имаа можност подобро да се запознаат, да соработуваат, контактираат и да се дружат, а воедно и да работат на заеднички цели од наставната и воднаставната програма, спортски и музички активности. На тој начин кај учениците се развива чувство на блискост, љубов, почит, разбирање, толеранција воопшто, а пред се заедничко дружење без разлика на половата или етничка припадност. И на крај нашата најголема гордост, нашиот екотим. Успешната реализација на екопрограмата го спрсти нашето училиште во едно од 22 основни училишта во Македонија кои ја добија наградата Зелено знаме и го стекна статусот екоучилиште на интернационално ниво. Оваа година нашето училиште се закити со награда од нашата општина за напредување на животната средина и природата, наградата Големата мајка. А знаете ли зошто сме толку успешни? Затоа што сите ние сме нашиот екотим. Браво. А нам останува само да ве потсетиме дека ќе се вратиме веднаш. Овој аплауз ќе биде загревање со оглед на тоа дека чести задоволство ми е да најавам наш специјален гостин, кој воедно, како што кажав на самиот почеток, ќе биде главниот судија и ќе одлучува за тоа која екипа ќе победи, кој се занесува, а кој не. Со оглед на тоа, најсилен аплауз за нашиот гостин, а тоа е асистент магистер Игор Џаџовски, кој што ни доаѓа од факултетот за ветеринарна медицина. Добре ни дојдовте. Како се чувствувате во студиото? Прекрасно. Така и да може вака да се свртиме кон камерите, бидејќи Спасија треба да фрли само еден поглед и да види кој тоа ќе не оценува. А за да ги запознаеме гледачите, се разбира ќе проговориме за тоа од каде вие ни доаѓате, факултетот за ветеринарна медицина, иако децата и возрастните генерално врзуваат се ова за кучиња, мачиња, домашни миленичиња, но вашата дејност е далеку покомплексна. Па, како би се објасниле? Па така, да, јас доаѓам од факултетот за ветеринарна медицина, тој се наоѓа во општината Автокоманда, и како што и рековте, осам со домашните миленичиња, кучиња, мачиња, нашата дејност е многу поширока и преку здравјето на животните, ние исто така се грижиме и за здравјето на луѓето. Вие донесовте и инсерти и фотографии, кои што еве чести задоволство ми е да кажам дека ќе можеме да ги објасниме, па еве што би можеле да кажете, што гледаме во моментот? Значи, ова е дел од капацитетите на нашите факултет, на лабораториите, вклучително и со делот од нашата универзитетска клиника, сликите, значи, и дел од активностите на, може да видите, на студентите кои што ги обавуваат во рамки на студиумот по ветеринарна медицина, кои што, освен како што гледа на овие слики тука, домашни миличиња офаќаат и посета на краварски фарми, овчарски фарми, рибарници, пчеларници и сето она, како што би рекле, што се движи, што плива или што лета, а што не е човек, е тема на ветеринарната медицина. А многу е важно за здравјето на луѓето. Кога говориме за поврзаноста помеѓу здравјето на животните и здравјето на луѓето, каде е всушност конексијата? Така, значи, поврзаноста е на повеќе нивоа. Една може би од да речем, главните поврзаности, тоа е преку продуктите од анимално, животинско потекло, кои што ги конзумираат луѓето, кои што нормално, кога имаме болни животни, имаме болести кои што се пренесуваат и на луѓето, и тоа е директниот контакт и опасност за луѓето. Исто така, значи, и контактот со живите животни
исто така представува ризик за пренос на одредени заболувања кои што нели ги има кај животните, а се преносливи кај луѓето, така наречени зоонози. Така, во друштво сме на многу дечиња кои што покажуваат особен талент во однос на природните науки, млади талентирани биолози, хемичари, математичари. Колку се важни природните науки? Природните науки се многу важни, тие се основа на секоја медицинска наука, па вклучително и ветеринаријната медицина, така да биологијата, хемијата, како што и биохемијата и биофизиката се многу па и математиката се многу битни во изучување на ветеринарните науки. Тогаш вие сте на вистинското место, што значи следува вашиот суд за се она што ќе се случува понатаму. А ја спаси, ево друштво на... Така е, се разбира сум повторно во друштво на мојот капитен, и сега морам на малку и да ја подиспрашам. Што најмногу сакаш да гледаш на македонската телевизија, Сара? Најинтересно ми се разбира дека образовната програма, исто така и голем одмор. Се разбира голем одмор. Ова заслужува аплауз. А ние време е да пропатуваме низ програмата на македонската телевизија. Климатските промени се најголемиот проблем на човештвото во денешницата. Часот на планетата Земја е акција која преку символично исклучување на осветлувањето испраќа силна порака за спас на планетата Земја. Ке се вклучиш и ти? Ја користам мојата моќ. Јас ја користам мојата моќ. Ја користам мојата моќ за да направам промена. Ние користиме нашата моќ за да спасиме планетата Земја. Употреби ја твојата моќ. Употреби ја твојата моќ. Употреби ја твојата моќ и промени ги климатските промени. Твојата моќ може да направи промена. Вклучи се во акција и исклучи ги светилките. Вклучи се во акцијата и исклучи ги светилките. На 28 март во 20 часот и 30 минути. Уште една музичка приказна. Уште еден фестивал. Поточиња! На 4 и 5 април во Македонска опера и балет. Поточиња 2015. Почеток на представите од 11, 13 и 19 часот. Билетите во продажба на касата на МУП, Универзална сала, Југотон, Камара Трамстор и цвеќара Роза Веро 2. Се известуваат сите ученици и наставници од основно и од средно образование дека Министерството за образование и наука објави јавен повик за доделување на парични награди за освоено прво, второ или трето место на меѓународен надпревар од областа на математиката и природните науки, на ученикот и на наставникот кој го подготвувал ученикот за надпреварот. На јавниот повик може да се пријават ученици заедно со наставникот кој ги подготвувал за надпреварот, кои освоиле прво, второ или трето место на меѓународен надпревар од областа на математиката и природните науки во учебната 2014-2015 година. Под меѓународен надпревар се подразбира надпревар на кој учествуваат ученици од најмалку 10 различни држави. Пријавите може да се доставуваат секој работен ден до Министерството за образование и наука најдоцна до 30 јуни 2015 година. Повеќе информации за јавниот повик, како и за документите кои се потребни за пријавување, може да се најде на веб страницата www.mon.gov.mk. Патот во Вселената е тотална безсмислица. Само една година потоа, Советскиот сојуз во Вселената го лансираше првиот сателит Спутник 1. Додека на 16 јули 1969 човекот за прв пат стапна на месечината. Секогаш постои подобар начин. Пронајди го.
како што јас ке кажам. Во друштво сум на Софија и Тамара, ке изведат експеримент биологија, односно фотосинтеза. Така е, микрофонот кај кого е? Ајде да им го подадеме. Што се ни е потребно за овој експеримент? Значи, нас ни е потребно спиртна ламба, ни треба јод, алкохол и едно ливче од сардела. Така. И што треба да направиме? Значи, ние го ставаме ова ливчето од сардела во една лабораториска чашка и земаме од алкохолот и ставаме во истата чашка. Од прилика ставаме? Па, малку. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 капки, може би и повеќе. Да се натопи, добро. Потоа, ова ливче, ова лабораториска чашка ја ставаме на оган. И за тоа ќе ни треба малку повеќе време, така? Да, ни треба отприлика 2-3 минути за да зоврие. Така, и ние додека ние ставаме да врие, ќе ви ја предадеме на вас палката. Тина? Така, поточно микрофонот, а јас ќе кажам дека за најдобрата екипа Бели се работат во лабораторијата по биологија Александар и Теодора. Оно за што ние ќе говориме е транспирација. Што се случи? Спиртна лампа се припојави. Мора наваму да ги оставиме, губат концентрација, важно да не изгубат премногу бодови. Теодора, како би ја дефинирале транспирацијата? Транспирацијата е процес во кој растенијата ја ослободуваат вишокот на вода. Така, како ќе го докажеме сето тоа? Ние тоа ќе го докажеме со едно растение, односно во моментот ние имаме сардела и една продирна кеса. Така, верувам дека Александар веќе е подготвен. Александар, ја ќе го држам микрофонот, треба да работиш. Со што започнуваме? Исто така, што каже мојата другарка, при процесот транспирација се отвараат и затвараат стомите. Сега, преку еден мал експеримент, ќе ви докажам дека при отварање на стомите, растенијата ја испуштаат својата вишок вода. За овој експеримент ни е потребно на кесе и едно растение. Значи, го взимаме кесата, го вливаме растенијето со кесата и го отставаме да стои на суво место. По известно време ќе забележиме како во внатрешноста на кесата има капки вода, а тоа е всушност вишокот на вода. Транспирацијата е многу важна за растенијата, но исто така има лоша страна ако во почвата има повеќе вода, затоа растенијата мора да се заштити од прекумерна транспирација и тогаш настануваат различни реакции. Пример, кај фикусот, листот се претворил во голема... Само малку придржи го фикусот да видиме како изгледа листот. Листот се претворил во голема восочна кутикула, а кај африканската темјанушка во влакменца. Исто така и кај... Стој. Така да го улови камерата. Еве таа африканска темјанушка. Добро. Исто така и кај кактусот во кој листовите се претворени во боцки. Така, со споните, што можеме да кажеме, што може да се случи со споните? Спорите кога транспирацијата е преголема, тие се затвараат и тоа е еден од начините на кои растенијето се заштитува од венење. Така, а за вас се грижи и ве заштитува кој? Наставничката? Наставничката по биологија Бојана. Бојана, најсилен аплауз за неја, зашто се одлични. Дали се уште загреевте? Не, треба малку време. Добро. Ајде малку ќе го искористам вашето присуство, Игор. Дали може би имате некое прашање за Теодора и Александар во однос на транспирацијата? Може би да се објасни, како што спомнавте, со вишокот на вода во почвата, кој е најдобриот начин во однос на заштитата, значи како да знаеме кој е растение, колку вода бара. Така. Каков бевте вие како ученик по биологија? Одличен. Одличен. Значи, биологијата ми била една од омилените науки и така и се случи фактички мојот избор, да речам, за ветераниот факултет. Да. Со оглед на тоа дека не сме во лабораторија, туку сме во студио, драга моја Спасија, дали може еве нешто да ни кажете што би требало да се случи? Па ајде сега, бидејќи ова бара многу време, ние телевизиски немаме толку многу време, ќе објасниме што требаше да добиеме и што требаше гледачите да очекуваат. Требаше да зоврие оваа вода. Така. Овој алкохол. Така. Да, и потоа ние го вадиме од оган.
и го ставаме на една површина, ливчето. Потоа на него ќе нанесеме јод и кога ќе дојде тој во контакт со шекерот во листот, ние ќе ги видиме темните обојувања, односно ќе видиме каде имало шекер, односно каде се вршил процесот фотосинтеза. Така и од прилика веќе имаме, имаме веќе неколку ливчиња, така не едно? Да. Значи имаме неколку ливчиња и овие тука од страната се тие наречени темни обојувања, односно шекерот каде се вршела фотосинтезата. Сега ова во меѓувреме е малку зовриено и ние може да ви покажеме како тоа е. Па еве, веќе видовме, видео гледачите, се им е јасно, ова заслужува аплауз. Студијата што ќе каже? Одлично, прекрасно. Јас мислам дека ова е одличен експеримент, многу добро кажано. Кој е подобар? Јас мислам би ги оценил вака студентски со десетка и едниот и другиот. Лесно ставате десетки на факултет? Не баш така лесно. Не така што значи добивте десетки. Ова е прекрасно, да. И сега време малку да се одмориме, односно малку време за патување. Нашите куфери се веќе спакувани и ќе повикаме, ајде да повикам некого од моја екипа да дојде овде да ни се придружи и да ја подиспрашаме, се разбирам. Еве, ти нудиме можност да одбереш земја во моментов која што би сакала да ја посетиш. Која би била таа? Португалија. Зошто? Бидејќи земја на? Таа е родната земја на фудбалерот Кристијано Роналдо. А и ова е доказ дека и девојчињата следат фудбал, така? Видетина? Одлично, што ме така, време е да се запознаеме со знамето на оваа земја. Бидејќи кога патуваме, сепак треба да бидеме информирани. Еден ден, едно знаме. Денешното знаме на земја од Европската унија. Тоа е земја на големи морепловци како Васко де Гама или Магелан кој го обиколи светот. Па да испловиме веднаш правец Португалија. Прва скала, зелената боја која символизира Португалската република. Да застанеме за миг на веселава црвена боја, што истовремено ја представува топлата клима, но и храброста во битка. А сега да тргнеме во откривањето на границите меѓу двете бои. Златната сфера представува астрономски инструмент што го користеле за да го одгатнат движењето на небеските тела околу земјата и е во чест на големите морепловци. 7 замоци се утврдените градови изградени од Алфонсо Ерике, првиот крал на Португалија. 5 сини символи се 5 маварски кралеви, што владетелот ги победил во битка. А 5 точки во секој од символите, тоа се подсетување на 5 рани на Христос, кој се појавил пред очите на кралот за да му помогне во победите. Ова е богато знаме како и Португалското кралство кој порано владеело со поголем дел од светот. Добри ветрови и наскоро откриваме ново знаме. Драги мои, јас сум во друштво на Јана, Марко, Ива, Калина, Теодора, Мила, Дина, Ивана, Ирма. Ова се младите екологисти од Основното училиште Гоце Делчев од Скопје, се разбира. Тие беа учесници и освоија награди во еден многу важен проект, но јас нема да говорам многу, ке зборки отстапам на Јана. Јана, подготвена си? Да не запознаеш всушност за каков проект стануваше збор. Јас знам дека многу луѓе земаа учество, односно 160 ученици, може и повеќе, но вие влеговте во 10-те најдобри. Тоа е многу важно да се напомене. Ајде сврти се кон онаа камера што свети црвено и да им кажеш на гледачите. Нашето училиште учествуваше на наградниот конкурс во кој се... Како се викаше наградниот конкурс, да кажеме? Наградниот конкурс беше организиран од екодрштвото на Пакомак на тема Trash for Art 2014. Всушност, тој конкурс беше организиран да се направи уметничко дело од отпаден материјал. Ние учениците од 3-то А бевме наградени и учествувавме во конкурсот. Така, споменавме дека влеговте во 10-та најдобри. Во моментов има и фотографии.
кои што ќе им остапиме да проговорат малку повеќе за овие фотографии. Овде сме сликани првиот ден. Се гледа како почнуваат подготовките на проектот, прибирање на материјалите и формирање на конечната идеја. Потоа? Овде се гледа како веќе се изработени некои делови од делото. Исто така може да се види и ентузијазмот со кој сите деца и родители беа ангажирани во проектот. Добра. Ова е главата, односно телото на поголемата жирафа која е изработена од стари весници и лепена на надуван балон. На оваа фотографија стои палмата која што е направена од кутии за јајца и хартии. Еве веќе имаме изработено основа. Овде веќе е склопено нашето уметничко дело, но се уште не е завршена основата. Овде гледаме комплетно, изработено и веќе пријавено изработените жирафи и веќе пријавени на конкурсот. Така е, гледачите има можност да уживаат во преубавите фотографии. Тие изработки ги направивте вие лично сами. Споменавме 10-то место, значи не е за подценување од толку многу пријавени. И за крај? Па, имаше една слика која беше сликана во Веро Джамбо, кога веќе беа пријавени жирафите на конкурсот. Така, и мораме да напоменеме дека овие дела беа изложени, имаше секој можност да ги види и потоа беа подарени на најразлични места, клиники и така натаму. Така, и за крај ајде да упатиме една порака до сите дечиња што ве гледаат. Што треба да направиме? Да спасиме нашата планета. Така, и вие им дадовте пример како може, нели, да овие изработки, нели, да не ја загадуваме планетата Земја, туку напротив да направиме вистински уметнички дела. Така? Да. Јас ви благодарам многу, но посебен аплауз заслужува и наставничка Светле која што е тука заедно со нас. И се разбира аплауз за Тина. Тина, се селиме кај тебе. Така, за да се спаси планетата Земја, се разбира неопходно е не само ние да бидеме внимателни, туку да имаме и многу научници, многу луѓе кои што ќе знаат точно од што боледува планетата Земја. Ама за да станете големи научници, треба да ги владеете и природните науки, меѓу другото, како што тоа го прават и Мартин, Клементина, Јана, Сања и Михаела, најдобрите хемичари од екипа Бела. Ова е веќе поезија. Ке стартуваме веднаш со Мартин, Клементина и Јана. Игор, ке ве замолам, ке мораме да го превземеме микрофонот. Се разбира, почнуваме да објаснуваме што значи сублимација на јод. Што е тоа сублимација на јод? Сублимација е процес во кој што хемискиот елемент, односно јодот, директно преминува од цврста агрегатна состојба во гасовита агрегатна состојба. Така, за да го докажеме се во ова што ни е потребно. Кој ќе каже? Еве, јас ќе држам. Значи, прво, нас ни е потребно јод, кој е во цврста агрегатна состојба. Така. И ставаме малку во лабораториската чашка. Ставиме само на една страна, за да ја загреваме само таа страна, другата да остане ладна и да се кристализира на таа страна. Одозгора ставиме саатно стакло, во кое ставаме малку вода, за да се приметат кристалите. Такова експеримент кој што редовно го работите, но ова се прави ли дома? Па не има непријатен мирис јодот кога ќе биде во гасовите состојба. Дали тоа значи дека ќе можеме да продолжиме со емисијата подоцна или ќе го преживееме мирисот? Добро. Потоа ја палиме шпиритусната ламба. Одлично. Сега, додека трае процесот на загревање, се разбира, Мартин ќе загрева. Јас микрофонот ќе го доделам на Михаела. Веќе таа има направено вистински ремек дела од син камен, ама сето тоа се случува како резултат на кристализација. Што е кристализација? Кристализација е процес при кој се цврстата супстанца се одделува од растворот. Еве овдека има кристали од син камен кои нашите ученици од 8 одделение заедно ги направивме. Така.
Но тоа не е се разбира, некој ќе ни помогне да го објасниме градбата на атомот. Сања, ти ќе биде задолжена, а еве ќе држиме ние, па како изгледа атом? Тука се наоѓа еден модел на атом. Атомот е основната градбена единка на сите супстанции. Тоа е изградено од два дела, а тоа се атомското јадро во средината и електронската обвивка. Во атомското јадро се наоѓаат протоните и неутроните. Како што може да забележиме, протоните се означени со плюс, бидејќи имаат позитивен полнеж. Никаков знак нема на неутроните, бидејќи тие немаат полнеж, додека во електронската обвивка се наоѓаат електроните кои што имаат минус на себе, бидејќи имаат негативен полнеж. Браво, одлично. А се разбира, времето помина и се надевам дека Мартин има убави вести за нас. До каде сме со процесот? Еве можете да го видите сега јодот дека е во гасовита состојба и почнува да се појавуваат мали кристали под зидовите на чашката и сега би требало да забележиме на ладната страна на чашката дека се кристализира. Се кристализира. Браво, да. И прекрасна виолетова боја. А позвемувам, охрабрете го. Маки знамоч. Игоре, палката сега префрламе кај вас. Имавте можност да ги оценувате од областта на хемијата, која ќе биде вашата оценка? Ова е одлично. Ова е за 10. Ова е како волшебство внатре, ако можеш да се забележиш. Така. Еве, дали може би доколку се запишат при факултетот за ветеринарна медицина, ќе уживаат ли во ваква пракса? Секако да. Дел од студиумот се и студиите по хемија, кои што се исто така многу битни, поготово во процесот на методи кои се за диагностика на безбедноста на храната. Така. Сега едно малку, може би тешко прашање за вас. Кога би ве прашала што е тоа дете, што би ми одговорили? Па, што е дете? Дете, за родителите секако најголема среќа, а за светот најголемо богатство. Прекрасна дефиниција. А на оваа прекрасна дефиниција ќе надополниме уште многу такви, бидејќи следува детето е. Да, аплауз. Ние сме во друштво со главниот судија, под бурно око ќе бидете, затоа другари внимавајте како ќе се представиме со нашиот експеримент, нели, за да немате впечаток дека само Тина и незината екипа знае успешно да изведува експерименти по хемија. Не, тоа не е така и црвените се добри. Ајде да се представиме, како се викаш? Тамара. Тамара, Кристијани? Ева. Што ќе изведеме? Ние ќе изведеме експеримент со кој што ќе го докажеме присуството на јаглеродниот диоксид. Добро, ајде да видиме. Прво треба да запалиме свиќата. Добро. Потоа потребно е да ставиме малку сода бикарбона. И да додадеме малку оцетна киселина. Гледаме дека овие две супстанции помеѓу себе реагираат. Тука во моментот се ослободува јаглероден диоксид, но за да го докажеме ние тоа, знаеме дека свеќата гори во присуство на кислород, а јаглеродниот диоксид е потежок од кислородот и го задушува. Така ќе ја доближиме чашката до свеќата и гледаме дека свеќата се изгасна, бидејќи тука го имаме присуството на јаглероден диоксид. И тоа значи експериментот е успешен, заслужува аплауз, но заслужува и оцена. Се разбира и ваш, како вие гледате на себе ова? Одлично, супер, ова е прекрасна демонстрација, исто како и претходната. Не би можел да кажам која е подобра, мислам дека и двете... За едно зрно грашок не би биле ние подобри?
Или не? Мислам дека морам да дам тука подеднаква оценка. Подеднаква оцена, добро, фер, но ние имаме се уште надпревари, уште игри, има и такако имаат овие ученици со што да се пофалат, но ти нагледам се доближуваш, ќе ни донесеш нешто, ќе ни дадеш? Сакате среќа да ви донесам? О, да. А како се носи среќата? Во вреќа или пак? Не со знање. Што се однесува до голем одмор, среќа се носи само со многу работа, труд и знање, како што го покажуваат нашите денешни гости. А гостите се разбира, најслен аплауз за сите вас со Основно училиште Дане Крапчев, Скопје. Но и најдобрите екологисти од Основно училиште Гоце Делчев, ова за тие некои кои што Скопје кои што подосна се вклучија. И сега јас сакам малку да испрашувам тука, може? А кај мене? Да. Ајде повели, ќе ти отстапам место. Одлични сте хемичари, еве видовме дека имаме и гостин кој што ни доаѓа од факултетот за ветеринарна медицина. Кажи ми ти себе си каде се гледаш во иднина? Па вака јас во иднина се гледам. Што би сакала да изучуваш? Па, не знам. Природни науки? Се уште не сум одлучила, но еве гледам дека ми одат и природните науки, и хемијата. Се уште не знам. Се уште не знам. Како би охрабриле еве да се најде во редовите на факултетот за ветеринарна медицина? Па сите оние кои што имаат желба за наука, за истражување и многу работа, јас ги охрабрувам да дојдат во склоп на факултетот за ветеринарна медицина и да се запознаат со она што е цел на нашето работење и изучување. Јас верувам дека има такви дечиња овде кои што себе си се гледаат во иднина на тој факултет, зашто да не, нели? Така, што се однесува за блиска иднина, сега е наред вие, драги гледачи, да ве посетиме што може да проследите во блиска иднина на програмата на Македонската телевизија. Уште една музичка приказна, уште еден фестивал. Поточиња! На 4 и 5 април во Македонска опера и балет Поточиња 2015. Почеток на представите од 11, 13 и 19 часот. Билетите во продажба на касата на МУП, Универзална сала, Југотон, Камара Трамстор и цвеќара Роза Веро 2. Ова е нивниот мал и шарен свет, а во него тие се малите куклички кои ги остваруваат нивните забавни авантури. Љубов и магија неинспирирана, светки ни се лектира, дојди и ти со нас уживај. Драги дечиња, ке ги запознаете малите и сладки лалалупси во новата цртана серија. Лалалупси. Климатските промени се најголемиот проблем на човештвото во денешницата. Часот на планетата Земја е акција која преку символично исклучување на осветлувањето испраќа силна порака за спас на планетата Земја. Ке се вклучиш и ти? Ја користам мојата моќ. Јас ја користам мојата моќ. Ја користам мојата моќ за да направам промена. Ние користиме нашата моќ за да спасиме планетата Земја. Употребија твојата моќ. Употребија твојата моќ. Употребија твојата моќ и промени ги климатските промени. Твојата моќ може да направи промена. Вклучи се во акција и исклучи ги светилките. Вклучи се во акцијата и исклучи ги светилките. На 28 март во 20 часот и 30 минути.
Ajmo na guida i. Сладко и убаво се изнаиграа Маја, Ева и Јована. Аплауз за нив. Предобри бевте, девојки. А се разбира, после танци и релаксација, повторно следува, можеби најважниот дел кога сме ја си спасија во прашања, тоа е испрашување и квизот по математика. За екипа Бели најслен аплауз и охрабрувачки за Матеј, Марија и Максим. Кај вас? Така е. Кај нас црвените Александар, Моника и Елеонора. Еве ги. И сега вистинско време да откриеме кој ќе има право нешто подоцна да се занесува. Мате, дали си подготвен? Да. Имаш освоено награди на надпревари по математика? Да, имам прво место на училишниот надпревар. Рај, одиме со првата задача за тебе. Матеј, што се еквивалентни множества? Еквивалентни множества се множествата кои имаат ист број на елементи. Точен одговор, браво. Добро, и одиме со Александар. Баш убаво вака не личи црвени сите во кадар. Одиме прашање за црвениот тим, црвената екипа. Гласи, кои се еднакви множества? Еднакви множества се оние множества кои имаат исти елементи. Така е, Александар, браво. Чести задоволство ми е да најавам Марија. Марија, најважна награда во твојата математичка кариера? Јас освоив второ место на овогодишниот општински надпревар по математика и сега сме во исчекување на регионалниот надпревар кој ќе се одржи во сабота и каде што ние ќе бидеме домакини. Браво. А математичкиот предизвик за тебе гласи вака. Марија, дали е конечно множеството жители на град Скопје? Да. 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 И да, за следно прашање, односно за Моника. И Моника, ајде да се испофалиме малку. Имате учествувано на Значи, јас сум математички за надпревар, тоа за редовен учесник на училишните, регионалните, општинските и државни надпревари по математика и како резултат на постигнатиот успех имаме и стипендија од општината Газебала. Браво! Ајде сега прашање за тебе, да се увериме дека навистина си добра математичарка, а гласи вака: дали е конечно множеството на зрнца ориз во една вреќа? Да, тоа е конечно. Да, и конечно точен одговор! Останува последниот предизвик да биде за Максим. Ти си во друштво на математички победници. Дали можеме да кажеме дека и ти можеш да се пофалиш? Да, јас имам освоено второ место на
општинскиот и регионалниот надпревар по математика. А ќе учествуваш во сабота на регионал? Не, на овој регионалниот годишниот нема да учествувам. Но сепак учествував на општинскиот. На општинскиот, добро. Ево окрабрувачки аплауз, без примате молам. И задачата гласи вака. Максим, кои се непарните броеви од петата десетка? Непарните броеви од петата десетка се броевите 41, 43, 45, 47 и 49. И 40, браво. Браво и веднаш продолжуваме понатаму. Вела дека за секој успешен ученик стои уште поуспешен учител, нели? И ќе поздравиме наставничката по математика. Да, и јас сакам да ја поздравам наставничката по математика Билјана Стојановска. Аплауз, што ете така вложила труд и ве научила многу. А впрочем, за тоа говорат и дипломите и освоените награди по математика. Имаш учествувано и ти? Да, на училишниот надпревар освоив место и на општинскиот, па сега во сабота сум на регионалниот. Стегаме палци да освоиш повторно награди. Последното прашање за Елеонора гласи вака. Запиши ги следбениците на броевите 101, 109, 200, 501 и 1999. Следбеник на бројот 101 е 102, на бројот 109 е 110, на бројот 200 е 201, бројот 501 502 и на бројот 1999 е 2000. Така е. Браво! И сега, каква оценка добиваат двете екипи? Каква оценка може да се даде после на вакви одговори? Точни сите, така да и двете екипи имаат по 10 поени. Во овој случај... Ама ние би требало да имаме 11 поени, затоа што имавме на повеќе награди од нив. Јас ги ценам одговорите. Одговорите? Добро, Спасија може да биде и во групата на студенти кои што верувам во моментот може би малку ќе бидат завидливи, бидејќи овој парадов е најмногу десетки. Да. Да студиото да ечи, да слушнеме најгромогласен аплауз, се разбира. А во нашата работилница креативна, значи имаме најразлични макети, ќе ги објасниме на кој час ги правиме макетите и со што црвениот тим ќе се представи сега. Ајде, да ве чујам. Ние ги изработуваме по хемија и по биологија. Ние изработувавме најразлични молекули. Исто така тие се делат на елементарни и на соединенија. Може да бидат од тие елементарни од соединенија. Елементарни се од исти атоми што имаат иста боја и исто големина, а соединенија се со различна големина и различна боја. Добро, понатаму што треба да кажеме? Пластиката е лесна за употреба, место да ја фрламе во природата и на тој начин да ја загадуваме, можеме да ја употребиме за да изработиме најразлични украси. Така, во моментов држиш едно прасенце, каса, така? Да. Има и парички. Ете, драги мои, место да одите во најблиската продавница и да купите, може да си направите сами. Интересно, ова заслужува аплауз. Потоа што имаме на оваа друга маса наша? Како што знаеме, енергија дека е способност да се произведува енергија. Добро, ова го видовме на самиот почеток, нели? Впрочем, ја отворивме емисијата со тоа. Ајде да видат, да се потсетат сите гледачи како тоа работи. И? Што ќе додадеме? Дека е направено со многу труд, многу љубов, така и одлично функционира и работи. И оваа пирамида на исхрана да објасниме? Оваа пирамида на исхрана е составена од житни производи. Како што знаеме дека бидејќи треба да се храниме здраво, ние во нашето училиште поставивме неколку вакви пирамиди на исхрана за да ги поттекне учениците. И наидовте на резултат. Се надевам дека вие учениците многу здраво се храните. Аплауз за Елеонора. И последното нешто да го објасниме. Овде имаме примерок од сончевиот систем. На примерокот ги имаме Земјата планета, Сонцето и останатите планети кои кружат околу Сонцето по својата орбита. Браво! А така белата екипа кружи околу црвената.
Не е точно, ние ќе постигнеме вселенски успех, а во тоа ќе ни помогне Теона, бидејќи ќе нас запознае најважно се со нашиот сончев систем. Ја веќе држам макета, Теона, можеш веднаш да почнеш да објаснуваш. Ние на часот по природни науки учевме за сончевиот систем во кој што се наоѓа и нашата планета Земја. Како што гледате на оваа макета, во средина се наоѓа Сонцето и околу него кружат 8 планети по своите орбити. Одлично. Но ова не е единствената макета што ја направивме, имаме уште една голема, прекрасна, а тоа изгледа како распоредот на планетите во однос на Сонцето. Добро кажавте? Да. Ајде, што ќе кажеме друго? За оваа макета можеме да кажеме дека прва планета е планетата Меркур, потоа оди Венера, па Земја, па Марс, па Јупитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон, кој што се смета за надворешна планета, но се наоѓа во близина на нашиот сончев систем. Така, а во последно време и не ја сметаат повеќе за планета. Најсилен аплауз за тоа, браво! А кога зборуваме за планетата на која што живееме, имаме и примерок макети на градба на планетата Земја. Што е најважно да кажеме, Тона? Најважно да кажеме дека на овие макети може да се види внатрешноста на Земјата. Во средина се наоѓа земјиното јадро, кое што е се уште во вжештена состојба. Над него се наоѓа земјината обвивка и потоа се наоѓа земјината кора, која што е од. Браво! Сега завршивме со Вселената, со сончевиот систем, а јас сум веќе во друштво на Ивана. Со Ивана ќе докажеме што, Ивана? Еве, јас ги држам, ти што треба? Научиме за справедливоста на материите. Добро. Сигурно се прашувате... Еве, јас ќе го држам тогаш микрофонот. А се прашуваме што? Сигурно се прашувате зашто како ли овој семафор свети. Тоа е така бидејќи овде имаме батерии кои во себе имаат зачувана енергија. Таа енергија со помош на бакарните жици ја претвараат во светлосна енергија така што семафорот свети. Истиот пример го имаме и со оваа изработена макета од нашата другарка, која што и таа свети со помош на бакарните жици кои ја превземаат зачуваната енергија во батериите и ја претвараат во светлосна. Еве, светло, најсилен аплауз, браво! И оценка? Може да се каже дека и експериментите и макетите направени од учениците од двете училишта се прекрасни. Се гледа дека учениците вложиле многу труд да ги изработат, така да повторно дава 2 десетки за двете екипи. Ова е одлично. Браво! И да дојдеме каде сега што почнавме, да може да дојдете овдека со нас. Време е да прогласиме победник. Се направаруваа Основно училиште Дане Крапчев на Салбасинга Скопје. Ви честитам за учеството. Не се надпреваруваа, но дадоа важна екопорека. Така и оставија на вистина белег во нашата емисија денес. Тоа беа учениците од Основното училиште Гоце Делчев од Скопје, најдобрите екологисти, наградени се разбира. Може да станете и да махнете уште еднаш да ве улови нашата камера. А се разбира, оној кој што оценуваше беше асистент магистар Игор Џаџовски од Факултетот за ветеринарна медицина. Вашиот главен суд ќе биде која екипа победи, кој има право да се занесе. Црвени или бели? И двете екипи се победници. Црвено-бели, значи? Да. Црвено-бели. Во секој случај, чести задоволство ни беше што бевте дел од ова издание на Голем одмор. Верувам дека ви оставивме убав печаток. Дали повторно би сакале да бидете оценувачи тука? Па доколку ме поканите, секој да би било задоволство. Ама вториот пат мора да имате фаворит. Тоа е главниот услов. Дали вака ви прават на факултет? Дали ова се случува на факултет? Се шегувам. Нормално дека не се случува, не сме. Не сме да се случува, а овде исто така не сме, да ти кажам, спаси. Да, а она што треба сега да се случува, ни прават вака, значи мора да скратиме и да завршиме со песничка Убав ден. Имајте убав ден. Довидување. До следно. Денес
нашата станица ќе играме брканица. Еве јас ќе бркам во нашиот парк, на нашата станица ќе играме брканица. Ќе играме брканица. Сонцето се смее, топол ветер пее, трен, 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 сакам убав ден. Сонцето се смее, топол ветер пее, трен, 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 сакам убав ден. Убав ден. Денес ми се игра во градскиот парк, на нашата станица ќе играме брканица. Еве јас ќе бркам во нашиот парк, на нашата станица ќе играме брканица. Ќе играме брканица. Сонцето се смее, топол ветер пее, трен, 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 сакам убав ден. Сонцето се смее, топол ветер пее, трен, 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 сакам убав ден. Сонцето се смее, топол ветер пее, трен, 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 сакам убав ден. Сонцето се смее, топол ветер пее, трен, 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 сакам убав ден. Убав ден. Thank you.